Ферплей на телевизија Телма е она што вие го следите во овие моменти, во ова неделно попладне, во кое ви благодарам што ја имаме уште еднаш вашата доверба, а одбравме тема која што верувам дека ќе ви биде интересна, затоа што таа всушност беше и во фокусот на нашето внимание во месец јануари. Јануари е редовно резервиран за настапите на македонската ракометна репрезентација на големата меѓународна сцена, а оваа година тоа беше светското првенство. Нашите момци, нашите ракометари предводени од Кирил Лазаров овој пат го заслужија и се изборија за 15-тото место на мундијалот, но многу поважно се изборија за едно убаво место во срцата на македонската публика и македонската јавност, а тоа се должи на нивното издание на теренот, за начинот на кој што тие се однесуваа кон националниот дрес, за целата таа храброст и борбеност и на некој начин создавање на еден тим кој ни ветува се поголеми успеси се надеваме во иднина. За впечатоците оттаму, за сите наши противници, за поддршката од публиката, за тоа како си поминаа и како ги доживеа овие настапи, денеска ќе разговараме со двајца наши репрезентативци и играчи на ракометниот клуб Алкалоид. Денешни гости во Ферплей ќе бидат Мартин Серафимов и голманот Марко Кизич. Останете со нас. Да, сега ќе слушнеме какви се впечатоците од светско, иако јавноста, сите оние во Македонија, сите ние што ги следевме над преварите, да, како и редовно што тоа се случува, имавме стрес, па таа неизвестност, па сето тоа до последна минута, најчесто е така. Меѓутоа, овој пат имавме различен тип на противници, со некои од нив беше полесно, со некои потешко, но сето тоа заедно на крајот е едно големо искуство. Како што реков, нашите впечатоци за македонската ракометна репрезентација се позитивни, има многу причини зошто е тоа така, а за нив денеска разговараме со двајца играчи од репрезентацијата. Долго време некако ги нарекуваме млади сили, ама овој пат тоа мислам дека се смени, затоа што ова се веќе нашите нови носители на игра, кои што во наредните години, би рекла и деценија, се надевам редовно ќе ги гледаме како се успешни на терен. Добре дојде во Ферплей за Мартин Серафимов и за Марко Кизич. Дечки, здраво. Добро најдовме, фала на поканата. Како сте, дали сте добри? Добри, малку одморени. Имаше време малку да се одмори, да се земе нова сила? Не, имаш. Како што разбрав, брзо ќе треба да се вратите на клубски обврски. Нема долга пауза. Нема долга пауза, мора назад. Да, па тренерскиот процес сега ќе се вратиме скоро за 2 дена ќе почнеме со тренинзи и лигата и почнува следниот викенд, мора да се вратиме и да се спремиме. Сега некако и нашава лига, нашата суперлига, барем така мислам, ќе биде многу поинтересна, зашто вас кои што ве гледавме заедно, сплотени на терен, сега ќе ве гледаме, нели, дел од вас, едни против други, како се надпреварувате и тоа некако конкуренцијата сега не е подобрена, има вистинска борба за титула. Што мислите, каква ќе ви биде вторава полусезона во Суперлига? Дали ќе биде тешка? Тешка. Нормално е ќе биде тешка. Никогаш поизедначена не била лига, мислам, од колку 6 сезонава, така да нормално очекуваме дека ќе биде тешка, но има уште многу такмици, имаме квалитетни ривали, така да ќе си се бориме. Да, ни фалеше така подолго време да има ривалство, да има повеќе клубови во игра за титула. Мислам дека во некој од првите кола ви предстои, например, гостување кај капитенот во Битола. Мислам дека ни е трето коло, да, но ќе биде скоро. Да, скоро. Ривалството во тоа што го имаме во домашната лига, мислам дека се покажа како позитивен фактор. Се разбира. И со тој така дојде резултатите. И мислам дека тоа многу ни значи тоа лигата да е толку конкурентна. Да е јака, да оди се на едно повисоко, подобро ниво. Добро, сега за репрезентација, тоа ми е фокусот, затоа што таму се тазе впечатоците. Прво, вака генерална оценка.
како вие лично, секој за себе ќе си каже, си поминавте? Има ли многу што да жалиме или едноставно прифативте се што се случи таму и тоа е тоа? Лесно одиме понатаму. Па за мене лично има и позитивни и негативни страни. Може некоја негативна кај што веќе покасно на првенство ја дознавме таа информацијата, тој изгубена победа, што имавме победата со Унгарија. Да. Тој бод значеше четвртфинале. И сега ние имавме шанси да победиме некоја велја сила како Унгарија, која што изминатите години секогаш е во топ 8, топ 10 на големите надпреварувања. И мислам дека тоа ми беше за мене лично најтежок момент кај што имавме шанси за победа, но не искористив. Да, и прашалници зошто беше така, зошто не се искористи. Секогаш ќе има прашалници, да. Но тоа чувството дека си можел подобро, малце те напине. Да, напнува од една страна, но останува некоја мотивација во иднина, например, да не се случи тоа, да се спречат такви ситуации. Се искуство учиш, се од ден за ден. Добро првенство, мислам, нормално има за жалење, нели, со нерешениот резултат со Унгарија и со Австрија. Има за, нели, да жалиме, али мислам дека одигравме добро првенство, добро се представивме и сега што е тука. Можеше подобро, секогаш може подобро, али мислам сепак дека одигравме добро првенство, дека добро се представивме. Добро ја представивме Македонија, така да. Добивте ли лично многу пораки, многу коментари за тоа како играте, за тоа каква е репрезентацијата? Ќе потсетам, можеби на нас за 2 годините некако довербата не беше на толку високо ниво, додека бевте и помлади, додека имавме голема промена во тимот и така натаму. Меѓутоа сега е сликата поинаква, затоа требаше и трпение, требаше и верба и многу нешта да се склопат. И сега кога е веќе поинаку, дали кон вас многу поразлична енергијата од оние што сакаат ракомет, што следат ракомет? Па, коментари изминатите години имавме многу коментари, критики и мислам дека со тек на времето ние вадевме поука од секоја критика и мислам дека тоа многу ни помогна сега да дадеме поише од себе, кај што направивме поголем резултат, се разбира, во изминатите години и тоа дали некако и вашата, да речам, интерна соработка е подобрена затоа што веќе подобро се знаете или мислите дека тоа повеќе се должи на се она што индивидуално ви се случува по клубовите? Што повеќе? Улогата во клубовите што ја добиваме ние секој како поединец, како што полека стануваме лидери во своите екипи, се дека тоа имаше најголемо влијание. Да, тоа имаше најголемо влијание и првенството уште на припреми веќе бевме надвор од терен, бевме многу сплотени, многу добра хемија имавме и резултатот си дое по себе. Ќе спомнеме за дружењето малку подоцна, сега уште малку за надпреварите. Ова што веќе го спомена, на сите ни беше болно, но имаше и уште една ситуација каде што спорно беше судењето. Нели, било како што било, не можеме да го смениме. Она што ми интересира, како вие таму и во тој момент, односно по завршувањето на надпреварот со Холандија беше тоа, се чувствувавте многу лошо или успеавте брзо да се соземете и да игнорирате тоа што не може да промените, тоа се судиски одлуки? Па, точно така, не можеме да го промениме. Сега, колку и да боли, колку и да мислиш дека можеби ти се направило неправда или не знам што, светското првенство продолжува, следуваат други надпревари и не можеш да си остане уминатото што се случило и треба да се совземе што побрзо и да идеш на нареден надпревар, затоа што имаш уште доста за играње, уште доста резултати за бркање. Има некој на кој што такви неправди најтешко му паѓаат во овој тим и спротивно на тоа некој што некако најбрзо ги пребродува и ја повлекува екипата да не е разочарана, да не жали? Па, повеќе поискусните најлесно име, дори тоа што прошле и во добро и во лошо. Им се случило до сега. Ние помладите малце можда поише на срце ставаме, ама учиш и тоа е. Следно целта ти е следен пат да дадеш уште поише и ќе имаш поголем успех. Тоа е сигурно. Вие двајца сте, се разбира, соиграчи, пријатели, меѓутоа кога беше оној прв пат, паметите ли, кога заедно делевте терен, односно заедно игравте за Македонија? Па бевме прво во сите младински категории заедно бевме за репрезентација, бевме клубски ривали како млади во кадетските и младинските екипи во клубовите. Нешто ја сум осеќал посебна дружба
пријателство од светското првенство од 2019 во Скопје кој се одржа младинското. Тогаш мислам дека бевме доволно зрели, може не направивме успех, ја не бев задоволен за тоа, ама тоа се осети така хемија помеѓу играчите и со Марко се зближив доста. Да, од тогаш се знаете малку подобро. Од тогаш подобро, а се знаеме од 13 години. Да, од тие утакмици кои што буквално бевме детски од детски категории. се знаеме, детски ривали. Да, сега тука сте некаде со генерацијата, иако ги имате поискусните, конкретно на голманска позиција, нашите помлади голмани се среќни што имаат од кого да учат. Од човек кој што имаше и многу настапи во Лигата на шампионите пред да се врати во Македонија, каква е соработката со Никола, тоа многу ме интересира. Па одлично. Каков човек и каков соиграч е? Одличен соработка, стварно врвен професионалец и стварно привилегија е да имаш таков колега во репрезентација со тоа искуство, со тој квалитет и све што поминал за репрезентација и све што направил и многу помага. Самото негово присуство и подршка што ја имаш од него многу помага, ти дава само доверба, ти дава стабилност, некоја сигурност, ти дава дека е он тука покрај тебе, кога на пример јас сум на гол, дека он тука покрај мене и стварно ја дава таа сигурност и стварно феноменална соработка имавме ова првенство и затоа мислам дека имавме исто добар. Охрабрува на некој начин. А ако треба да ги направиме разликите помеѓу вас тројцата, го ставаме на страна искуството, значи тој е многу поискусен, добро. Меѓутоа вака во вашиот стил и на однесување и на бранење има ли нешто што е клучна разлика меѓу вас? Па, сигурно има некои разлики, секој си е посебен, нели, индивидуалец, сакам да кажем, посебен човек си е, секој си е уникатен на свој начин и си има некој свој стил на играње и тоа е добро што можеби имаме различни стилови, така да се комплементираме. Да, различно нешто е потребно. Да, различно нешто е потребно, па може да се надоврзуваме еден на друг. На Мартин позицијата секогаш е тема на разговори, на дискусија. Прво, она што е важно да потсетиме е дека ти си меѓу оние кои што уредно и без прескокнување на некои етапи ја чекаше својата шанса во репрезентацијата. Од друга страна играш на позиција која што за нас во Македонија е популарна и ја сакаме затоа што своевремено беше центар на нашето внимание. Сега твојот тренер во клуб и селектор, значи ментор на некој начин, Кирил Лазаров е некој кој што играше на таа позиција. Ме интересира дали тоа значи дека можеби кон тебе е построг или има некаква поинаква комуникација со тебе во споредба со другите. И не само тебе, сите кои што се на оваа позиција, но сега си ти овде, па прво морам да кажам дека позицијата која играм за мене е многу специфична, зашто се бара голема одговорност. На нејзе играше најдобриот ракометар на Македонија сите времиња, Кирил Лазаров. И отсуството негово, одма се осети како да има некој недостаток во екипата, но и сега некој треба да преземе. Да, и за тоа за мене представуваше голем предизвик, а можем слободно да кажам и притисок, за да можам јас да бидам негова соодветна замена. Иако многу луѓе ќе кажат дека имаме сличен стил на игра, сепак јас работам многу напорно за да можам да оставам свој белег, свој трак на таа позиција во националниот тим. Кирил Лазаров е победник, сака да победува и мислам дека тоа не само за мене, пробува да го вметне тоа во целиот тим. И тоа е нешто специфично за него. Оди да ги победи сите. И за тоа гледам тоа од многу работи се разбира дека има детали по позиција кои пробам да ги учам до ден денес од него и работиме заедно клуб и мислам дека само ми треба малце време и дека ќе биде све супер. Кои се можеби главните разлики меѓу Кире како тренер во Алкалоид, значи на клубски план, и Кире како селектор тогаш кога се игра за Македонија? Па има некои разлики, сега нема премногу, мислам, разлики за тоа однесување некој на тренинг ово она, мислам дека малце у клуб е построг, можеби некако во клуб некако другачие, зависи према кого како. Нели ја другачие можеби го осеќам тоа, али мислам дека некако као во клуб е некако построг затоа што сепак
нели тоа е клуб каде што е тренера во репрезентација е селектори, тренери на играчи што не му се дел од клубот, што не ги гледа и не може веројатно баш така толку строго да не ги гледа секој ден едноставно, нема тековна соработка. Да. А кога сме овдека секој ден, нели се бара таа перфекција и така малце построго. Ја така го осеќам сега. Може да се надобрзаш, спротивно размислуваш, да. Ова е интересно, но добро и позицијата, едноставно и начинот на кој што работите на тренинг, веројатно си го прави своето, да имате поинакво чувство. Како што кажав, он знае да биде построг со репрезентација, но има моменти кај што тој од емоција сака да влезе на терен да игра место тебе. И тоа е кај него тоа е добра одлика, морам да кажам. Сака да победи, тоа исто го реков. Тоа ни е потребно генерално во нашиот спорт. Да. Ама може и позицијата е дека десни бекови сме и двајцата и сам некада тоа е најше. Има ли некој момент кај што најмногу го наљутивте Кире на Нова Светско? Немаше нешто видливо во смисла... Да, мислам дека добра работа завршивме, дека не го наљутивме многу за првенството, дека не го нервиравме многу. Имаше и понапнати моменти, порелаксирани моменти, но многу е важно што и ние добар пласман добивме и знам дека тоа е задоволено тоа. Тоа е многу важен дел. Он секогаш е најсамокритичен и секогаш бара поише од екипата, но сепак за во овој момент не можеме скокнеме 5 скајла и мислам дека е од супер позиција сме. Кој е можеби недобриот совет или недобрата лекција што до сега сте успеале да ја научите од Кире и да ја запамтите? Победничкиот менталитет е јасно дека сите го сакаме, меѓутоа има ли некој конкретен совет, коментар што ви го дал и што некако влегол, се врежал во вашата глава дека треба да се применува? За мене после лоши утакмици некогаш има кажано главата горе и насмевка на лице и само напред. Така да тоа мислам дека е доста битно. Пошто не може секогаш нели да биде добро, некогаш ќе биде и лоша утакмица, се случува нели на сите, дека не треба толку може да си го сваќаме, да си го ставаме при срце, него главата горе, насмевка и напред. Обично тој цело време зборува дека врвниот ракомет решава детали и тие се детали, како детали ги кажува многу заради тоа што нормално ти како играч нормално е да имаш мани и тоа е многу важно кај што сака да го наметне тоа на тебе за да бидеш подобар. И тоа можам да го одвојам како него исто посебна одлика. Ако добро те сватив, прецизно ти кажува што ти недостасува или што погрешно си направил за да што ми недостасува во тој и дали во тој момент или после некоја утакмица, некој дена кој ќе се емоциите малку ќе се средат. Многу се задржува за тие детали. Ракомет денеска сите играат и сите репрезентации, но деталите не делат од врвна репрезентација и репрезентација од понизок ранг. Мартин, ти си тој кој што имаше и овој пат поголема минутажа, така што ајде прво ти коментар кој надпревар го доживеа можеби најубаво и ти се чувствуваше најдобро на терен, можеби најсупериорно во личниот учинок и кој надпревар ти беше најтежок, за тоа и претпоставам што ќе одговориш, меѓутоа некако објасни го тоа низ лична призма. Најтешкиот момент го кажав, тоа беше за мене кај што пропуштената победа и ше многу интересно, истиот надпревар беше еден од најубавите моменти. Кога прв пат се запеа химната на Македонија на таа утакмица, кога видов околу кав голем број дојда македонски навивачи, се осеќавме како дома и тоа ни даде дополнителна мотивација за да можеме, кај што ни траеше цело првенство, да даеме поише од себе. Браво, а надпреварот со Франција? Преварот со Франција, таа репрезентација е светски, европски, олимписки првак и ние се држевме со неја до 50 минути. Да, како беше вашето чувство тоа? Па, немав некои големи импресии и сакав и таа утакмица да ја победам нормално. На тоа треба секогаш да целиш, но не можам никој чувство да одвојам веќе и тоаш свативме дека пропуштаме четвртфинале пред утакмицата и маце тоа може да не разниша, но сепак не се откажувавме. Дали било 4 разлика, дали било 3, дали водиме 2, ние сепак не се откажавме и
Да, нема предавање покрај тоа што беа супериорни де факто во одредени моменти, а тоа знаеме зошто, мислам, сите се речиси играчи во Лига на шампиони, во најпрестижни клубови. Да, и така натаму. Истото прашање околу надпреварите, некои моменти што ти се можеби најсветли или најтешки сега по терен? Добро, да, од најсветли моменти би го поделил истиот момент на почеток на светското првенство, затоа што нели после долги припреми се припремаме за тоа светско првенство и првата утакмица со Унгарија кога искочивме пред полна сала наши навивачи буквално и химната се запеа, стварно беше едно феноменално чувство, нели го дочекавме тој момент за што се спремавме и тоа баш беше онаа светл момент кој ни даде енергија и драго ни беше што можевме да им да возвратиме со добра борба пред све и со резултати. А од тешки моменти сега имаше и подобри и полоши моменти нормално, али не би одвел некој посебно тежок момент да кажам да го имавме, затоа што стварно мислам дека имавме добра атмосфера пред све цело првенство и игравме добро, се осеќавме добро и стварно не би одвел некој тежок момент. Голманите во ракометот имаат една многу и специфична, интересна, но и честопати клучна улога. Посебно кога зборуваме за македонска репрезентација и наназад низ годините имало буквално надпревари каде што играч на надпреварот биле голманите во вистински момент кога е најпотребно и така натаму. Размислуваш ли многу често на тоа, во смисла дека колку всушност е голема вашата улога и знае ли некогаш дури и да те исплаши моментот колку голманот како таков може да промени на една ракометна? Па добро, свесни сме која тежина ни има позицијата и мислам сите сме свесни, така да има притисок можеби малце од повторно од нашата историја на таа позиција, затоа што секогаш сме имале врвни голмани. Така е. И секогаш сме имале перформанс нели на високо ниво, така да тоа да го продолжиш тоа ниво или да отидеш. Да. Не е едноставно, малце тешко е, нели нормално, али се трудиме, едноставно притисок, свесни сме колку ни е битна позицијата, свесни сме што треба да дадеме на екипата и мораме да се носиме со тоа. Можеби некогаш може да се јави некој страф малце или некоја трема или нешто такво, али мора да се носиме со тоа едноставно. Повеќе трема, например, чувствуваш кога сте 1-1, да речеме изведување на пенали, тоа ми е интересно, обиди се да ми објасниш што има во твојата глава тогаш, или кога оддалеку имаме онаа играчи кои што торпедираат и тогаш кога не ни помислуваш дека ќе шутира он. А не, јас со трема до почеток на утакмица си се дружам и после тоа тука раскрстувате. Тука раскрстуваме, да, више кога ќе почне утакмица, едноставно заради фокусот ти е на сите некои други работи што се случуваат и немаш време да размислуваш на нешто што би ти представило трема, едноставно си фокусиран на играта, на тоа што си го спремал, на тактичкиот дел и тука некако тремата си се трга. До утакмица е малце проблематична, али кога ќе почне више е полесно. Добро, сега, ајде уште малку, например, кога има пенал ситуација, претпоставувам не е исто кога еден, друг или трети играч спроти тебе. Нели ги има оние најизвикани имиња, за кои што знаеме дека многу ретко промашуваат или едноставно некој кој дента е расположен и има добар шут и не промашува и сега ќе застане спроти тебе. Така што различен е притисокот или нема врска која од другата страна? Можеби некогаш да е различен, али генерално повторно е тоа што си го спремал за тој шут, за тој играч си спремал, си гледал видео, си анализирал, си се спремал за тоа и едноставно кога ќе дојде моментот пенал и кога ќе застанеш во глава ти се врти све тоа што си спремал, кои се варијантите, кои се можностите и све така и тој притисок во тој момент кога размислуваш на се тоа го забораваш некако. Се трга. Има голема нервоза кога ќе промашиш пенал? Внатре у мене има голема, можда надвор од теренот не изгледа тоа толку страшно куше, јас си го правам, но кога ќе промашиш пенал, за мене тоа е представува голема нервоза и цело време си барам грешката у моментов кај сгрешив, зашто така шутнав, зашто овој никош знам да се обседнам, ама и мораш да се научиш и со тоа да се носиш. И како поминава време се поише учам да се носам со тоа. Кажете ми сега малку и за другарството, за оној дел што ние не го гледаме,
А според оно што на теренот е видливо, очигледно дека имате една убава комуникација за да можете и таму така добро да се разбирате. Има ли дружење во репрезентација, искрено дружење? Нормално дека има. Сите се знаеме од деца, еве, јас и Мартин се знаеме буквално од деца и со останатите се знаеме веќе долги години, сме биле ривали, сме играле заедно и по клубови и едноставно стварно сите сме блиски пријатели и нормално дека има дружење доста. Морам да кажам дека успехот тој што го направивме, мислам, таа кохезија што имаше во репрезентацијата, прво почна надвор од теренот. Прво таму се сплотивме и мислам дека подолго време сум во репрезентацијата и не сум видел такво пријателство, таква атмосфера која владееше како во светско првенство. Вие двајца да не сте цимери? Или не сте? По позиција сме. Не, по позиција така тоа оди? Сме биле. Сте биле во минатото? Да, Мавро. Мавро бевме, да. Добро, ова правило не го знаев дека оди по позиција и ако се навратам малку наназад во времето, знам дека имаше и други комбинации што не морале да бидат по позиција. Тоа што значи сега ти си со? Јас сум со Велковски. Велковски. Јас сум со Галец. Со Галевски. Добро. Сигурно интересно тука. Добро оди тоа. Добро се функционира на цимарска основа. Па добро, ете. Нема некој со своји посебни ритуали, не знам што, па другиот да не може да спие и да одмара и такви работи. Па се снаоѓаме, се адаптираме малку. Се навикнеш една друг и тоа е тоа. Има соработка. Тоа е важно. Има соработка. Песна против малери има ли? Дали има песна нова и музика нова што ја замени Оган под звездите, затоа што таа редовно некако во соблекувално се пееше? Добро, таа ни е... Или таа уште е овде? Таа е секојаш тука, таа не може да се излегува од тргне. архива. Да. Никогаш не излегува од архива. Нешто особлекувално на предизвестно загревање ни беше последно Тони Зен имаше. Да, имаше многу, главно се беше нормално македонски песни, на патот до Сала секојаш беа тие народни патриотски песни кај што ти дава, ти дава тоа некоја плюс мотивација. Кога влезем соблекувано на македонски поп, имаше македонски рап и мислам дека соблекувано многу убаво се спремавме. Ја многу убаво се осеќав кога се пуштаат тие песни. На страна од ракометниот свет, сега зборуваме од блиските, од пријателите и сите останати, вие некако најголем фан, можеби критичар? Мене голема поддршка ми се родителите, а исто и ми се најголеми критичари. А за пријатели немам некој кај што, пошто јас сакам можда невкусна е моментот критиката, ама сакам луѓето околу мене да ми кажуваат поише критики што ми фали за да бидам подобар. Значи, ако не си бил добар ден, пример, и одиш дома, реално се кажува како реално бил? Не беше денес добро? Да. Реално. Така е? Да, така е. Нема тука криење, нема тука лажење, која ја не сум задоволен од себе и тие мислат дека не сум играл доволно добро, онма ќе ми кажат и тоа, како што реков, моментов лошо го прифаќам, но стекна време сваќам дека само така може да напредуваш. Има и критичари кои што се неутрални, кои што го разбира ракометот, а има некој кој што да ти каже критика и гледа сега, ние сега гледаме да бираме што би можело мене да ми помогне, што е најреално во моментот. Може некој да ти збори негативно само кога да ти каже, а има некој што со факти го поддржува тоа. Ја од блиските немам стварно критичари, нема некој што од моите блиски пријатели семејство да ме критикува и некако и не сакам кога ќе помине утакмицата, не сакам да разговарам кога сум со блиски, не сакам да разговарам толку за ракомет затоа што нели сала си цел ден ти е ракомет и кога сум со блиски сакам малце мозокот на друга страна да го свртам на други теми, да разговараме на други основи, да се дружиме. Мартин е веројатно подолго во Алкалоид, не веројатно, сигурно. Пред тоа Металург. Така. Ти имаше некако поинтересно искуство низ нашите ракометни брендови, Вардар и Еврофарм Пелистер, а сега Алкалоид. Она што ми е важно да ми кажете, кои се тие личности што додека бевте деца, а вам ви биле тренери, можеби повозрасни соиграчи, одиграле важна, клучна улога за да го сакате ракометот, за да не се откажете, за да научите добри работи и да дојдете сега до ова ниво? Во младинските екипи на Металург ми беше тренер Никола Матлиевски, кај што со него прв пат осетив како е да играш
добар ракомет. И тоа не само во ракометот, туку и надвор од ракометот многу совети ми делеше, па после морам да го спомнам и кога влегов кога настапував за синьорската екипа на Етелук на 18 години, исто така и Лидо Чора ми беше на мене тренер. Тој многу добро знаеме што направил за Македонија и колку резултати си создал и тој е пред се добар психолог. Знае што да те натера да дадеш поише од себе постојано. Али тоа си имал секој свој начини, но сепак ја што имам осетено дека тој начин што тој мене така ми постапи, дека успеваше. И тоаш ми беше прв пат како така одлучност за да продолжам со ракометот. Да, многу важно, затоа сакав ова да го кажете. Јас сум имал многу, мислам стварно многу тренери кои ми помогнале, али и не сакам многу да издвојувам, али ако мора еден да издвојам, нека биде Дејан Перич од Вардар, тренер на голмани додека бе во Вардар, затоа што стварно на веќе по-професионално ниво стварно многу научив од него за тие работи, многу ми помогна, многу ме научи и стварно мислам дека тука имав голем напредок со него. Сигурно верувам во тоа дека за вас напредок, дај Божи, позитивна промена во кариерата ќе биде она што се случуваше на ова светско. Веќе и се пишува, се зборува за тоа дека дел од играчите добиваат понуди од странство и така натаму. Имате ли вие можеби некои такви понуди, идеи, притисоци да би нешто сега менувале? Не велам дали тоа би го направиле, туку само дали постојат такви нешта. Интерес, чувствувате ли дека повеќе внимание привлековте од колку досега? Се разбира дека поише внимание со успехот привлековме, но за мене јас гледам тие сите што се само муавети, што не се конкретни, да ги оттргнам од својот живот, само да се сконцентрирам на сега што е важно, тоа е сега клубски обврски и гледам тие што се неважни работи, само да ги тргнам од себе и имам една цел и тоа е тоа. Фокус. Добро, нормално, светско првенство е најголема сцена и сите те гледаат, али до сега мислам не, ај како што кажа, до сега не имало никакви ни муавети, ни притисоци, ни никакви работи, а и да има, нормално стануваме со една цел, сега се враќаме на клубски обврски и тоа ни е цел оваа сезона, напаѓаме на титула. Да. И само тоа е главно моментот. Сериозни сте на таа тема. Да. Да не погрешам сега со бројки или статистики, во прв дел од полусезона само еден пораз? Само еден пораз од Вардар. Од Вардар гости. Само од Вардар загубивте. Да. Добро, што значи дека имате убава основа, но сега тоа темпо треба да се задржи. Ме интересира како ви се тие дерби надпревари во твоја кожа, со оглед на тоа што некогаш комитите навивеле за тебе, сега веќе не. Да. И како е се разбери против Еврофарм Пелистер, без разлика дали дома уште пострашно таму. Ти прават ли тие ситуации проблем во главата? Не ми прават никаков проблем. Мислам, дерби надпревар нормално си има своја тежина, поготово дерби како што е Пелистер Вардар, сме го играли од двете страни, си носи нормално, разбирам дека си носи поголема тежина, али сепак е, знаете, е надпревар. И го гледам како од аспект на припремање за надпревар на све, јас разбирам, осеќам дека има дополнителна тежина, дека тука има рivалство и дека е дерби и све тоа го осеќам нормално, али гледам да се спремам како за нормален надпревар, да се спремам најпрофесионално, најдобро што можам и да искочам на терен и да дадам максимум, нели, за мојата екипа да победи. Не беше потребен многу долг период за да се позиционирате така како што се позиционирате, да имате добра екипа, затоа што не е само доволно да се соберат играчите, треба да функционираат заедно. Тука морам да кажам, нашиот тренажен процес е на високо ниво, од кога дојде Лазаров проба да ни наметне таков ритам, кај што тој сите знаеме дека бил у странство долги години во Барселона, во Нант, во Загреб и проба тие како европски навики да ги внесе во нас и со тоа мислам дека многу ни помогна како да гледаме на работите, како да на утакмицата, како да гледаме, како да се спремаме и само работа и успехот дојде само по себе. Нема тука многу спорење. Тренирате еднаш или два пати дневно? Зависи кој ден, по два пати. По два пати, да, почесто, по два пати. Значи мора така? Обично кога е потесен распоред нормално дека не е толку напнато, но
Главно имаме многу често тренинзи. 2 до 3 пати неделно имаме по 2 пати дневно тренинзи и тоа може да звучи многу, но све е навика, со тек на време се навикнуваш и пробаш да се носиш со тоа. Во Македонска Суперлига би издвоиле ли, да речеме, од кога е најтешко човек да се брани? Тука мислам и на играчи, и на поединци кои што можеби се помеѓу најдобри поентери што ги имаме. Што така, можеби ти се фокус? Што знам, има доста квалитетни играчи кај што стварно е тешка задача да се одбрани шут, али не би излог поединци затоа што едноставно тоа ни е работа и успеваме да се снаоѓаме со тоа. Не можам овдека. Не би стајал такво нешто. Да. Те разбирам добро, не сака да ми каже ни име, ни ништо такво. Не можам сега тоа. Мора така. Мора така? Искусно. И него ќе го прашам со која одбрана еве да речеме најкомплицирано. Кој голман му е најтешко? Не, можеби кај него има и други теми, каде е најгрубо, можеби каде е Многу е важно да знаеш дека секој спортист има свој добра работа, има и мани. И ние во нападот гледаме нивните мани да ги искористиме во нивната одбрана, а тие кога се во напад ние гледаме тоа што најдобро го играат да го спречиме. И јас сепак не можам да одвојам некој, но знам дека во главата дека никој не е совршен, дека секоја одбрана може да се победи и секој напад може да се спречи. Контактен спорт, гледаме што се случува на терен. До сега имало ли некои можеби повреди или моменти на рехабилитација кога едноставно телото тешко издржува? Лани јас поради тоа го пропуштив и Европското првенство, добив фрактура на ногата на коленото и мислам дека во тој момент стварно ми беше тешко заради тоа што го пропуштив Европското првенство поради тоа, но сепак нема жалење. Сега во тој момент само важно ти да се вратиш здрав, да можеш на терен да дадеш максимум. Да долго траеше опоравувањето? Па траеше 2 месеци. 2 месеци, да, фрактура се оздрав, па после враќање на мускулатура и отприлика 2 месеци траеше. Да, затоа реков контактен е овој спорт и не е контактен за нив. Да, и тоа баш се погоди на контакт да се повреди. На утакмица со овој војна страни што се судрив со едни обрамен играч и тоа тагувам да го пропуштив Европското, но добро. Тоа е живот и има нови поголеми собери кои што допрва ни следуваат, нели? Да, кај нив е можеби малку пострашно, но не и дека голманите се целосно изолирани. Не сме изолирани, али мислам дека сме доста повеќе заштитени барем. Да, не сте во толков ризик, не сме, не сме, и фала на Господ до сега не сум имал повреди никакви посериозни да кажам, па да треба да паузирам. Така да на навреди или зафрканци упатени кон голмани, а многу ги има. Реагираш? Некако? Не. Особено лошо, не? Си ги прифаќаш, значи. Сакам да кажам на смешка, не велам да некој сака те навреди, а ти да... Сега, не знам, уште никој не ја претерал. Аха. Може има и таков момент кај што немојте, тие што слушате. Не претерувајте, а? До сега никој не претерал, имало, ама така. Од едно влегло, друго излекло. Така, едно влегло, друго излегло. Се прифаќам и знам, разбрав дека сте фокусирани на алкалоид, ми е драго што тоа го слушам, се разбира, тоа е вашиот клуб. Меѓутоа, ако гледаме поширока слика, верувам дека е убаво за секој играч ако добие шанса да настапи некаде на страна, можеби во некои посилни конкуренции, тимови кои што се дел од Лигата на шампионите и така натаму. Некогаш сте размислувале на тие теми, да речеме во кој дел од, ајде ќе одиме Европа, ви е најатрактивна ракометната игра, бидејќи се разликуваат де факто? Како дете сонува да може да го покаже својот квалитет во странство. Заради тоа што од као деца сме гледале сите квалитетни екипи се од Франција, од Германија, па и Шпанија. Да. Ја немам некој личен држава или првенство или кај што сакам таму по секоја цена да играм, но сепак тие три што ги набројав, тоа ми е критериумот мој.
било каде, само да се игра квалитетен ракомет, тоа ми е најважно. Да се почувствува. Да се игра во Европа и да пасија. се игра домашно првенство кај што играш со поголеми екипи, се бориш и тоа да сакам некој ден нормално секој сонува, ама сега моментално тука ќе видиме што ќе биде. Да, сега зборуваме чисто за некои ваши идеи и размислувања, секој човек за себе ги има, нели? Каде некогаш би сакал да биде? Има такви размислувања? Па добро, има. Па добро, после сите македонски брендови, После да. на пример. Нели нормално мене од секогаш ми била фасцинантна Бундеслигата како цела лига, како цело надпреварување и таму мислам дека се исто германците големи фанатици на друг начин, можеби некако кај нас што се фанатици по ракомет и кај нас нели македонскиот народ се фанатици по ракомет све, али таму на некој друг начин би сакал да го искусам таа лига, тоа правенство, наставно 20 врвни екипи се надпреваруваат, секој викенд е дерби, секој публика имаат страшна, да. Публика, полни сали секој викенд, значи тоа е нешто што би сакал да го искусам. Зошто да не? Рековме ќе видиме што ќе донесе иднината, само е важно да сте добри, живи, здрави и во супер форма. И кога ќе отидете во Битола ќе видиме ако Кузмановски си ја задржал формата од светско. Ќе пробаме да му ја расипеме. Нема да ти биде лесно. Ќе пробаме да ја расипеме. Да, затоа реков ќе биде навистина интересно да ве гледаме сега едни спроти други. Што правите кога не играте ракомет и кога не тренирате? Да го поздравиме Мечка. Он, например, чита временска прогноза. Не знам, спортски вести нешто слушнав дека имаме кандидати. Имаме кандидати, ама треба храброст. Да, па не знам, јас се тука како подршка можам да му дам. Гледам секој слободно време да го искористам за рекуперација на телото. Тоа ми е многу важен момент. Не можам сега после тренинг да шетам, да искачам, не ми е тоа цел. Некош ќе го направиш тоа, но 99% од времето најважно ми е да се рекуперирам, да бидам спремен за утре, да бидам спремен за утакмица и тоа значи мирување, лежење, храна некоја соодветна. Така е, спа, сауна, базен, има и различни системи за ладење и апарати. Гледам тоа максимално да го искористам. Добро. Јас сум за проведување време со блиски, со пријатели, со семејство, со девојками, затоа што немаме генерално многу слободно време, нели? Сега кога ќе дојде ден-два, сакаш да искористиш со луѓе со што ти се блиски да го проведеш времето. И доколку не, тоа ми е хоби, ми се видеоигрици. Видеоигрици. Тоа чекам дали ќе кажеш, а мене ми ова фасцинантно, ова е некој посебен феномен, не само ракометари, голем дел од спортистите, еве Неймар да го земеме, оноа икони се во тој некој си свет за видеоигрици, што е тука. Вие всушност и меѓу себе се надпреварувате. Да, има и тоа. Да. Сакам да речам спортистиве од терен, потоа преминуваат во виртуелен свет. И што играш? Најмногу што играм е Call of Duty Warzone. Најмногу ми е тоа. Тоа ми е она секојдневно. Сега различни игри играм, али тоа ми е она секојдневно. Значи видеоигрици. Да, морам. И на терен надпревар и ваму после продолжува он со надпревар. Тоа е. Само на поинаков начин. Надпреварувачкиот дух е тука и не може тоа. И дури одмарам морам. Добро, во низ Скопје во имате ли некои места што ги сакате, кај што одите, кај што се движите, да пиете кафе, за да човек излезе и се забавува, не ни останаа баш многу места, искрено, и тој што може тоа да го прави. Меѓутоа, некои посебни места кај што се движите? Нема време. Нема некои посебни места. Строг режим. Само луѓето се битни, не е местата. Да. И ова. Јас се сложувам со тоа. Ова е точно. Со луѓето да си поминеме добро, да бидеме со тие кои што ни прија да бидеме. Добро, дечки, ви благодарам многу. Се надевам дека секако да имам повеќе време, ќе имам уште милион прашања, меѓутоа сега ќе ви посакам уште еднаш да сте во добро здравје, да имате успешна втора полусезона и крај на сезоната, да го исполните тоа што е ваша цел. И се разбира да ве гледаме со нови титули, со нови успеси. За репрезентација не станува збор, затоа што се надевам сите навиваме за Македонија. Се гледаме, се надевам наскоро пак. Супер, ви благодарам и вас на повикот и беше ми многу забавно. Мене ми беше одлично. Фала ви многу. Јас мислам дека бевте супер и дека немавте многу трема. Следниот пат уште помалку трема. Си го следен пат подобро и подобро. Така е. Нормално.
Се гледаме повторно, уште еднаш ви благодарам многу, благодарам и на нашите гледачи кои што редовно следат Fair Play. Ви посакувам да имате убаво попладне и се разбира да останете на тел.